27-годишната Сунита Рашидова од Пехчевското село Црник после 10 години борба конечно стана мајка. Пред 5 месеци на свет ја донесе малата Хана. Бебето е прва и долго очекувана радост во семејството Рашидови, па за нејзино правилно одгледување Сунита речиси секојдневно се консултира со локалната патронажна сестра. Многу е важно да се слушаат советите на патронажните сестри. Многу сум задоволна од Дада Ружа, многу добри совети, многу пати беше кај мене и многу сум задоволна од неја. Сунита е само една од младите мајки ромки кои одлучија наместо традицијата да ги следат советите на лекарите. Ностоп ме посетуваат, детето кажуваат како да се хране, доваѓаат, ме воспитуваат како и ја да се понашам со детето. Значи се си уред. Ваквата состојба е резултат на 3-годишната работа на терен на активисти на невладината КАМ, кои интензивно на терен работеа на промена на односот на ромите кон здравството, но и на здравствените работници кон оваа заедница. Бара, значи, приближување на ромската култура и традиција кон здравствените професионалци од една страна, а од друга страна пак ромското население треба да се едуцира за своето право на здравје, за своите здравствени права. Се во ова резултираше со поголема доверба на ромите кон здравствениот систем, а со тоа и добивање на подобри здравствени услуги. На почетокот наидувавме на многу бариери, на многу неинформираност, на многу нејасноти во однос на здравството и здравствената култура, која беше на едно многу ниско ниво. Сега со тек на неколку години работено на вакви многу проекти, имаме благо подобрување. Сепак работа на терен има уште многу. Најмногу, знаеш како, треба да бидат они вклучени. Не само ние да им ги даваме советите, они сами треба да се вклучат и да се организират. Па некаде ние само да побутнуваме. Буквално они треба да се дадат од себе. Инаку активностите на КАМ беа во склоп на проект кој го третира прашањето за менување на негативните наративи меѓу здравствените работници во Делчево, Пехчевски, Црник и Виница.